Добар дај, моето ново видео. Денес се наоѓаме на посебно место со еден посебен човек. Мислам дека ќе ви се допадне ово видео, ќе биде скроз поразлично од другите видеа, така да останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допадне. Здраво, Мило ми што прифати поканува да снимаме заедно и мило ми што ме покани во твоето ателие да снимиме и да направиме прекрасно видео. Секако добро дојдовте, добро дојде, задоволството е мој, фала и тебе уште еднаш за поканата за да снимиме едно прекрасно видео заедно. Супер, дали си спремен? Па во секој момент. Ама зависи за шо? Добре, гата. Ајде ќе те поставам прво прашање, опиши се во 3 збора. Па кога би се опишал во 3 збора? Тоа би било хедонист, амбициозен и тврдоглав. Дефинитивно. Значи тешко не еше тврдоглав. Па не знам дали тврдоглав или упорен. Границата е тенка помеѓу тие двата изрази, ама нека биде тврдоглав. Готово. Наредно прашање, од каде идеја да се научиш феш дизајн и зошто баш ова професија? Пошто е реално ретки, првпат мислам единствен си ти што снимам баш со ова професија. Што се занимаваш ти? Па добро, може јас сум твојот прв фешн дизајнер гостин, ама во Македонија има доста луѓе што се занимаваат со ова професија. Идејата од каде не знам, јас уште од мал, како што се знам себе си, знаев дека во иднина ќе бидам уметник и дека ќе се занимавам со уметност, со била која гранка од уметноста. Така да можам да кажам дека ова е нешто што расти со мене од малинозе. Љубовта кон уметноста, а посебно љубовта кон модата. Супер. И креативноста. Супер, ете кога кажа на пријателите и на фамилијата твоја, каква реакција имаш? Па типично балканско, знаете кај нас како функционира тој балкански менталитет. На почеток ќе ти смеват, не можеш ти, не се занесвај, немој вака, немој така. Ете да си најдиш работа в канцеларија, да го завршиш факултетот, да имаш некоја работа со редовна плата. И тие беа првите реакции. За жал. Ама добро, реално сега си тука кај што си сега. Па тука сум кај што сум сега благодарение на тоа што верував во себе уште на почеток и упорност, како што кажав уште на почеток. И си ветив самиот на себе си дека по никоја цена и за било што нема да се откажам од своите соништа и од своите амбиции, дури и тогаш кога би бил неуспешен. Така. Мислам, и кога би бил неуспешен, реков морам тоа да го вкусам, да видам дека сум неуспешен и тогаш give up. Така, наредно ми е дали ова е твое шиено носен или се на некои други што му шиеш или му кроиш? Моментално се што е изложено тука на штендерот се сите мои лични креации, кои што ги имам дизајнирано и износено за некаква пригода. Сите ми се за различни пригоди, сите се со различни истории, со различна инспирација. Супер, кај најпоќе инспирација добива за овака да правиш, пример, вакви неки работи? Што ретко мислам ги имате во Битол или во Македонија неки? Или може греши? Не грешиш. Јас сум ајде сега нема да звучи скромно, ама јас сум единствен, уникатен. Мислам тоа ми е и целта. Најголемиот страф ми е да бидам просечен. Иначе, ако се навратиме на инспирацијата, мислам дека вака кога би размислил, дефинитивно мојата најголема инспирација си сум самиот јас на себе си. Значи сакаш да делиш, да не бидеш ист како другите. Реално некој пример го гледат некој друг за да види да стигне до кај него. Не знам, едноставно пример
дека има своја цел, тоа сакам или пример тие си сакам да видам поразличен некој друг, не ќе исто да видам што некој друг ист. Едноставно. Прво, роден сум да бидам различен. Второ, морам да бидам различен заради професијата Да. моја. И трето, како што да поменав и преге, најголемиот страв ми е да бидам просечен. Да. Наредно ми кој од овие што ги носиш, што ги имаш направено, ти има оставено најповеќе впечат и најповеќе време ти има земено за да си го додадеш тоа што го имаш замислено. Па не би можел да одделам, пошто сите овие креации што гледаш тука се навистина доста захтевни и ако за нормална, да речем, регуларен костум ми треба 3 до 4 дена изработка, за овие моите ми треба дупло. Од тоа, која би ја издвоил, не знам, сите ми се посебни, сите ми имат донесено еден, како да кажам, еден своевиден успех. Така да, сите ми се. Сигурно ќе ги заинтересира и гледачите, сигурно ти мене, што мисли има за хетерите како се справа со нив. Пошто реално на секој пример лош коментар, тоа физички, психички да би спремен дали ти биш фешн дизајн, музичар, спортист, јутубер, инфлуенсер, што и да е, секако треба да би спремен на се, пошто реално не можеме сите да му погодиме и сите да не сакат. Точно така. Прво ме праша што мислам, не мислам. Дефинитивно ништо не мислам. На хейт коментари се смејам како некој виц. Ги читам и се смејам, дури и понекогаш со некој хейт коментар си прами шала на сопствена сметка. Најголем број од хейт коментарите доаѓаат од лажни профили, што ни говори за фактот дека станува збор за луѓе кукавици, за нереализирани луѓе, за жал, за неуспешни луѓе. И секогаш ќе ги има хейт коментарите, ама мислам дека и понекогаш ни требат и хейт коментарите за да си се изнасмеиме. Да. Така, дали некој коментар типа погоден онака што има, не знам, задума, например, и замислено? Нема човек што сепак луѓе сме, не сме камен. Да. Нема човек што некогаш не би го погодило нешто. Мислам, нема човек некогаш нешто што не би го погодил, колку и да кажеме или колку и да не ни значат, да не не годат. Сепак се на сите ни се случило да не погоди некој така лош коментар, ама како што кажав, хитерите се завканта. Таму му е местото. Да, така. Да не те должно, што план имаш минако, може да не откриеш ништо. Па имам многу планови, ама плановите дури не се реализират, дури не се остварат, не се кажуват. Така да тоа би го оставиле за наредна прилика, откако ќе се остварат, ќе снимиме уште една видео, уште една емисија. Така да тогаш ќе ги разговараме нив. Сега нека остани мистерија. Важно. Да виде, ако ви се напане. Ако ве смеј се, ама и зошто се смееш? Лелео. Па напиши смеј. Ајде. Пушт. Толку да виде, ако ви се напане, виде така. Ете, смејата е полој на здравие. Мислам дека ова му е најсрекната и најзабавната емисија на Стефан. Океј, јас ќе го затворам тогаш ова видео, пошто Стефан не е во состојба. Се надеваме дека ќе ви се допадни ова видео. Лайк, subscribe, share, не знам какви се тие јутуберски термини. Да го запратите. Него секако мене ќе има јадно инстаграм, секако кај мене, а ние се гледаме во наредното видео.